Радмила Шекеринска, како да не ја видела бомбата на која таа наводно е на гости во домот на Боки 13 заедно со Катица Јанева, веќе втор ден молкна оваа тема од Министерката за одбрана, која, иако се тера кампања низ Македонија, не кажува ни збор за овој видеоматеријал. Додека Шекеринска молчи, реагира од СДСМ. Од таму Залфа не демантираат дека на снимката е министерката, но сепак наместо прецизен одговор, решија да ја нападнат опозицијата. Фотографии и видеа кои со месеци се пласираат од ВМРО ДПМН со цел да се прикаже наводна поврзаност на министрите на СРСМ со веќе осудените Бојан Јовановски и Катица Јанева се јалов обид за дискредитација во кампањата. Правната разрешница на овој случај е најдобриот демант за тоа дека министерката Шекеринска или било кој друг од СРСМ е инволвиран во овој случај. Од левица велат дека ова покажувало поврзаност на функционери на СДСМ со криминални дејствија. Последните видеоснимки кои јасно ја покажуваат Радмила Шекеринска во неформална дружба со сега осудените рекетарски пиони Катица Јанева и Боки 13 само потврдуваат дека криминалот е длабоко впишан во кодот на високите функционери на СРСМ. Снимката сликовито го демонстрира тоа што сите го знаеме, дека Катица Јанева и Боки 13 биле само мала алатка во мафијашкиот систем под директна контрола на високите ешалони од власта. Одговори бараат и од опозицијата, од ВМРО ДПМН прашуваат што крие Шекеринска и зашто се разговарало на тие средби. Што ли уште треба да се појави во јавноста за конечно да се расчисти главата на рачателите и главните луѓе во случајот рекет? За подсетување, телефоните на сега обвинетите не се вештачени, иако беше посочувани од осудените среде судот, среде судскиот процес за рекет, беше барано, а јавното обвинителство молчи и одби вештачење на телефоните на Зоран Заев, председателот на СДСМ и шефот на Радмила Шекеринска. Јавноста чека одговори на прашањата дали Шекеринска е на снимката и доколку е, зашто разговарала со осудените во рекет, но министерката се уште молчи.